Преизведбата на текстот на Венко Андоновски «Падот на Масада» е базирана на историски настан за падот на истоимената тврдина како завршница на првата еврејско-римска војна од 73-та година од новата ера. Представата започнува со рефлексија за меѓусебните убиства на еврејските бранители и самоубиството на идејниот автор на морничавите трагични завршници, првосвештеникот Елеазар, за да не паднат во рацете на римските легионери. Тоа со Масада останува во историјата како ексклузивно нешто и луѓето го сметаат за хероизам. Јас сакав да направам тука мала ресемантизација. Знаете, многу работи изгледаат како хероизам, а не се тоа. Врз драматизација на есеите на Андоновски, представата е конципирана во постмодерен стил во кој се мешаат тоталниот и епскиот театар на Брехт, а жанрот е фарса. Се поигруваме со жанровите, со стиловите, но она што мислам дека е многу важно, дека всушност представата би рекол на крајот дека е химна за животот. Почнува да е тотален театар. Цело време играме демистификацијата на театарската уметност, што е една одличен потек, ми се чини, според тоа. И многу една интересна нишка низ која што ќе може да се проследи целото. Од Елеазар преку Хитлер и Ева Браун, но и војводата Христо Узунов до современи примери за самоубиства во дејствието. Но представата ја разоткрива и позадината за самоубиствените мотиви кај поединецот. За секое самоубиство стои подготвено убиство, најчесто од заедницата, од околината, иако и самиот чин на самоубиство, кога некој посегнува по својот живот, веќе значи предходно да го подразбира предходно убиство, да го убиеш човекот во себе за да можеш да го изведеш тоа. Действието тече низ 6 сцени, а актерите толкуваат повеќе роли. Трансформациите си се следствени, иако следат една линија тоа е многу интересно, една линија на лик, да речеме, кој што се преплетува од историјата до сегашноста, така што се разбира кај сите. Ликовите, многу слични судбини и одлуки играат под други имења во други ситуации, во други контексти и сето тоа ме наведе дека единственото место каде што човек може да се поигрува со времето и со просторот најлесно и да ги проверува општествените системи, е театарот. Покрај Степан Улески, во овој театарски чин за падот на вредносниот систем на цивилизацијата настапуваат и Рубен Смуратовски, Филип Трајковиќ, Емилија Мицевска и Елена Жугич, која со овој проект одбележува 3 децении професионална кариера, настапувајќи во камерно зададениот формат, каде сцената ја делат со публиката, играта на актерите е во функција на идентификација и интеракција со нивните ликови. Близината е многу важна затоа што има еден минимален, но многу важен интерактивен дел со публиката, каде што публиката е дел од приказната, од одлуките, од прашањата и ми беше важно да е тука заедно со нас, заедно некако да одговараме што значи да се прости, дали може да се прости, се она што ги носат актерите како дилема, некојаш да биде дилема и на публиката споделено. Зад знаковно, богатиот сценски простор дополнет со видео и костимите од различни историски периоди стои Валентин Светозарев, а музиката е на Горан Трајковски. Да уживаме во малите убави нешта што го чинат животот, е новогодишната порака на авторот Андоновски. Да не подготвуваме терен за нешто херојско, епско, возвишено, но и да не паѓаме во банално, да си одземе живот за банална работа. Да се ослободиме од идејата дека ако не се случи нешто, ќе се случи трагедија. Ние треба да легнеме на ливада и да ги гледаме облаците, да живееме за убавината. Според прикажаното, инвентивниот и динамичен концепт на Тројковски, со прецизната и уверлива игра на актерите, прават падот на Масада да биде успешна завршница на програмата за работа на Драмски театар за минатата година.